Добро, денеска сме во Росоман, денеска во Росоман пазарен ден. Имавме прилика да се видиме со многу луѓе кои што продаваат овде одредени работи, но секако и луѓе кои што купуваат. Сето тоа што го зборуваат сите е исто, тешок живот, се нема пари, ниту се задоволни тие луѓе што продаваат, ниту тие што купуваат. Пуста сиромаштија е присутна насекаде по целата ова наша Македонија. Теквешијата и ова срцевина на теквешијата навистина блика со работлив народ, со чесен народ, со скромен народ. Долги години живее во сиромаштија, ова година е посебно тешка. Беше катастрофално со праските, заради тоа што навистина ниту откуп се има, а луѓето викаат добро е тоа дури што измрзнаа, за да не ги фрлат самите праски. Мислам дека покрај праските, грозијето и она сето друго што остаток од земјоделско градинарско производство кој што се обработува овде во овој земјоделски крај е со катастрофални последици пред се по откупот и по цените по кои што се продава. На луѓето им стигаат секојдневно извршни решенија, секаков вид на давачки, извршители харат и по делот на водата неплатена и во делот на она што значи неплатени оврски од Фондот за пензиско инвалидско осигурување, од здравствено осигурување, од управата за приходи, па и радиодифузната такса е причина за блокирање на сметките. Навистина, сите со еден крик заедно зборуваат дека ова мора да заврши. Конечна цел мора да ни биде да ги вратиме парите назад кон граѓаните. Доста долг период се цади нашиот народ по секој основ, буквално последните пари ги трошат за давачки кон државата. Ова време завршува. Уверен сум дека она што државата треба да го направи е пред се да обезбеди пласман на тоа земјоделско производство. Како што рече еден земјоделец, не очекуваме од политичарите да копат, да вадат, да берат и да продават земјоделски производи. Нивно е да ги отворат пазарите, да обезбедат откуп и да направат конкуренција кој повеќе ќе плати да го купи земјоделското производство. Од секогаш овие скромни луѓе, овие земјоделци луѓе, овие наши сограѓани сакале едноставен, скромен, спокоен и слободен живот, верувам дека нивната мајка Македонија тоа може да им го возможи. На 11 декември ќе се случат промените и благодетот и добрите перспективи токму и овој крај од Македонија, нашата Тиквешија, Росоман и населените места ќе го дочекат со голема позитивна желба и добри надежи за убава перспектива во иднина.